Во Битолскиот театар беше промовирана монографијата 80 години Народен театар Битола од професор доктор Иван Додовски и токму професорот Додовски го поканивме да биде денеска дел од неделниот микс за да позборуваме за навистина обемната книга и да позборуваме за што се содржи внатре ова буквално нешто што ќе остане значаен белег и значаен дел од македонската култура и историја, а тоа се 80 години Народен театар Битола. Професоре, добро ни дојдовте. Благодарам најнапред за љубезната покана. Навистина ми е чест да учествувам во вашата емисија, која е дотолку позначајна, бидејќи една од ретките во медиумскиот простор што се занимава со културата и творештвото. И мене ми е особено драго и чест што ја прифативте поканата и што ќе позборуваме за навистина значајна тема. Монографијата е навистина богато илустрирано издание, колку што успеав да видам и ја бележи историјата за сите овие 80 години на Народниот театар, но можете ли поконкретно да ни кажете што всушност содржи таа? Да, ова монографија дава преглед историја на институционалниот театар во Битола и се однесува на 8-те децении растеж на оваа институција. Да подсетиме малку на историјата. Битолскиот народен театар е најстариот институционален театар во Македонија по Втората светска војна. Првата представа е одиграна на 14 ноември 1944 година, само 10 дена по ослободувањето на Битола. Веднаш во едни неверојатно тешки услови, во речиси полуразрушена зграда на стариот објект на театарот, била подготвена и одиграна представата Ѓоре Магаревски по текст на Владо Малески, и со тоа се означува почетокот на институционален театар на македонски јазик во слободна Македонија. Де факто тогаш Битола е веќе слободна. Тоа го прави една група ентузијасти и професионални актери кои претходно работеле во театар, но се приклучиле и биле дел од агитпроп во рамки на партизанските единици, односно давале едночинки и така наречени актовки во текот на војната за членовите на Народно-ослободителната војна, односно на борците на Народно-ослободителната војска. Токму таа група ентузијасти го прави тоа, тој историски исчекор и од тогаш наваму зборуваме за институција Народен театар Битола. Таа расте низ годините и оваа монографија се однесува на тој растеж, на се што се случувало во овие 8 децении, а верувајте, тоа не е мала историја и навистина содржи факти кои зборуваат за подем со кој навистина треба да се гордееме. Се разбира, монографијата во својот пролог, како што јас го нареков, за една приказна, содржи и краток осврт на предисторијата, односно на театарската традиција во Битола и во нашиот културен простор, бидејќи се поврзува со онаа линија што води до античкото искуство на познатиот амфитеатар во Хераклеја Линкестис, како и на средновековните изведувачки форми што биле карактеристични за нашите простори. Па спомнати се исто така и некои детали за првиот тип на европски театар што се играл во втората половина на 19. век и се разбира на почетокот на 20. век, се до оваа славна вечер кога била изведена првата представа на македонски јазик во ослободена Битола. Така што оваа монографија содржи навистина обемен материјал, има доста прилози, например даден е целосен преглед на сите премиери што биле дадени, што биле играни во овие 80 години, со имиња на авторите и на режисерите, датум на представи, број на гледачи што ги гледале. Тоа се навистина богати театрографски факти кои ќе послужат
верувам и на некои идни истражувачи, но самата книга е така напишана да овозможи едно, се надевам, интересно читателско искуство, именно не бегајќи од научниот пристап и нужната театролошка методологија што е применета за да се направи една ваква важна монографија. Јас сепак сакав таа приказна, таа историја на театарот да ја раскажам како наратив што би бил читлив, интересен и што ќе ги обележи најзначајните моменти, бидејќи тие се поврзуваат не само со историјата на театарот, туку со историјата на градот и воопшто со односот кон нашата историја како народ. Она што на промоцијата го истакнав беше дека токму преку ваква културна меморија покажуваме каков однос имаме кон сопствениот идентитет и кон нашата улога на сцената на историјата. Така, апсолутно е така и доаѓаме до тоа дека нашата култура ќе живе и ќе си ја почитуваме само доколку ние самите лично ја почитуваме неа. Да, во таа смисла, можам да повторам тоа што беше кажано и на промоцијата, дека народите што не инвестираат, не ја негуваат културата и театарот, се осудени да се симнат од историската сцена. Таа свест дека нашето обстојување, нашето себеразбирање и нашиот однос кон другите зависи од творештвото, од творечките реализации на секој од нас низ различни медиуми, во различни форми, но секоја генерација е тука да придонесе во тоа творечко себеразбирање и себедефинирање. Без тоа ние не можеме да бидеме општество. Без културните врски, без културниот капитал, просто не можеме да се соочиме со предизвиците и, за жал, дел од проблемите што не обременуваат се последица на неразбирањето или на немањето свест за таа важна улога на културата, а во таа смисла и на театарот. Така, професоре, колку време подготвувавте монографијата и беше ли тешко и предизвикувачки да се подготват, да се систематизираат сите податоци на ова навистина обемно четиво? Да. Морам да кажам дека ми беше даден краток рок, бидејќи идејата беше оваа монографија да излезе токму за денот кога се славеше јубилеот, 14 ноември минатата година. И јас, така речи, трескавично работев да го постигнеме тоа. Во тоа се разбира немаше да успеам без огромната поддршка и доверба од директорот на Народниот театар во Битола, Васко Мавровски, и целиот стручен тим од театарот, кои извадија, најдоа податоци од архивата на театарот, потоа една богата колекција на фотографии и навистина и во таа смисла оваа монографија е импресивна бидејќи содржи богати фотографии, илустрации и други податоци и ја користам оваа можност на сите да им се заблагодарам што помогна на овој начин да направиме една монографија што според оценката на други, не сакам да звучи нескромно, така другите рекоа, е навистина една досега најпрегледна, богата историја на театарот и воопшто на културната меморија на Битола и пошироко. Нешто што апсолутно ќе остане. Би сакала да ги спомнем и битните, важните податоци во оваа книга. Вие начнавте, меѓутоа некако повеќе со бројки, ако може да се осврнеме. Да, би било интересно, например, понекогаш статистиката зборува многу појасно. Например, во овие 8 децени, замислете сега какви бројки имаме врз основа на истражувањето и оваа монографија, биле дадени 569 премиери. И тие биле изведени
повеќе од 11.500 пати. Значи имало повеќе од 11.500 изведби за околу 3,2 милиони гледачи. Фасцинантно. И тоа се разбира за еден град релативно мал и за земја која е релативно мала, како Македонија, тоа се големи бројки. Тоа значи дека интересот кон театарот бил голем. Се разбира, имало и подеми и падови, има и некои години кога бројот на публиката растел. Например, во 1992 година бил постигнат апсолутен максимум со 95.000 гледачи. За сега не е повторен тој успех, но еве предизвик за ансамблот на Народниот театар во Битола и воопшто за другите театарски институции во Македонија да работат на развој на публика и на репертоар што ќе значи пренесување на творечки вредности до публиката. Тоа се случило, не гледам причина повторно да не се случи. На некој начин оваа монографија е омаж за таа славна историја, но исто така и доволен пример за новите генерации творци да работат и да достигнат некои нови уметнички врвови. Да, професори, генерално битолчани се луѓе кои што сака да одат во театар, го посетуваат театарот и тоа се гледа и преку овие бројки кои што ни ги кажавте вие. И самиот Народен театар во Битола има извонредни, сите овие години извонредни представи посетувани, како што спомнавме, но и врвни уметници и работа таму и работеле таму. Еве да спомнеме и во таа смисла некои податоци. Например, во сите овие години, односно 8 децении, биле ангажирани повеќе од 150 различни режисери. Од нив половината биле странски режисери. Самиот театар со представите што биле играни има гостувано на бројни европски сцени, речици во сите европски држави, но исто така имал турнеја и во Австралија, гостувал и во Соединетите Американски држави, па дури и во Кина. Така што тоа се податоци што сега се достапни во оваа монографија како инспирација за нови визии, за нови остварувања, но навистина нема позначаен македонски режисер или драмски автор што не бил ангажиран и чии текстови не биле поставени, односно не бил поканет да режира на битолската сцена и тоа зборува за една навистина голема и важна историја. Професор, овдека се собрани податоци до 2024 година, така? Да. Тога се собрани толку податоци. Заклучно со минатата година, да. Да. Вие сте професор по критичка теорија, компаративна литература и културологија на Универзитетот Американ коледж во Скопје. Автор сте на 4 поетски книги, збирка раскази и на повеќе студии од областа на книжевноста и театарот. Што посебно ве интригира во поврзаноста помеѓу книжевноста и театарот? Тука, ако ми биде дозволено, би сакал да направам една мала, лична, интимна обсервација. Нешто што го споменав и на промоцијата во Битола, имено фактот дека го засекав театарот се должи на љубовта на мојот родител, на татко ми, кој во крајот на 70-тите години од минатиот век беше 2 години директор на Народниот театар во Битола и кој од мали нозе, така да се каже, ме донесе во театар и благодарение на него ги гледав сите премиери во Битолскиот театар од тој период и подоцна, буквално сите без исклучок. Тоа беше една голема привилегија и можете да ја замислите мојата фасцинација како сепак едно дете кое ја открива сценската илузија како нешто што е многу драгоцено и важно и кое зборува за животот. Мислам дека тоа беше почетокот на мојата љубов кон театарот, паралелно со интересот за литературата. Студирав
книжевност, почнав и да пишувам. И мислам дека тоа искуство, таа фасцинираност од она што се случува на сцената, блискоста на гледачот со актерот и можноста таа сценска илузија да ја доживее како длабока реалност. Токму поради фактот дека може не само да слушне нешто на сцената и да види, туку и да буквално и да допре или да помириса поради проксемиката на односите на сцената, е нешто што театарот го прави неповторлив. Тоа е, се разбира, уметност на мигот, но дотолку посилно е тоа искуство и врежува нешто во нас што е битно да се разбереме себе си, да го разбереме животот, општествените околности и така натаму. И тоа е она што театарот нужно преку текстот, преку драмскиот текст го врзува за книжевноста. Не можем да ги гледаме одвоено тие две работи. Се е поврзано, нели сепак? Се е поврзано, и книжевноста, и театарот едни со други, не можат еден без друг, апсолутно. Вие сте исто така председател на Европската мрежа за драма и превод Евродрам. Што представува Евродрам и која е целта и мисија на оваа организација? Ова е една многу интересна организација, европска организација, во која членуваат повеќе од 300 театролози, критичари, драмски писатели, преведувачи, речици од сите земји, од Европа и пошироко. Таа обединува и е организирана преку јазични комитети. Тоа значи дека не е организирана по принцип на представници од секоја земја, туку представници или комитети за секој европски јазик. Во таа смисла има македонски комитет, француски, германски, грчки и така натаму. И оваа мрежа има една многу благородна мисија. Во непарни години, како оваа, организира конкурс или повик за нови драмски преводи. Тоа значи дека оние што превеле некој драмски текст го пријавуваат и овие јазични комитети ги избираат 3 најдобри преводи на драма за таа измината година. А пак во парни години има повик за оригинални драмски дела. Значи, авториот што пишуваат на кој било европски јазик, можат новите драмски текстови да ги пријават и се избираат најдобрите драмски дела на ниво на цела Европа. Во таа смисла, многу ми е драго што и Македонскиот комитет веќе со години дава значаен придонес, бидејќи ги одбира најдобрите оригинални драми од Македонија, се разбира и драмски преводи на македонски јазик. И идејата е потоа тие да бидат афирмирани и во другите земји, значи се споделуваат со сите други колеги од мрежата Евродрам, но исто така се споделуваат и се охрабруваат институциите во Македонија, односно во сите други земји, да постават на сцената некои од тие драми, бидејќи тоа е најактуелното што е напишано. Со тоа се дава една извонредна можност да се има увид во најновата продукција на европска драма во превод или во оригинал, која сега, нели, секоја година се прави. И Евродрам во таа смисла прави една многу благородна мисија, бидејќи афирмира нови автори или преводи на важни текстови меѓу сите јазици. Така, одлично вмрежување, можност за младите да се покажат, да се истакнат и едни со други да разменуваат искуства. Секако. Да, тоа не е само за млади автори, се разбира. Генерално, да. Но општо станува збор за многу сериозни автори и текстови кои се разменуваат и со тоа се дава еден увид во културната продукција од целиот континент. Професоре, кога станува збор за монографијата 80 години Народен театар Битола, можеме да се навратиме. Ова е четиво кое што апсолутно секој треба да го има од нас, да знаеме повеќе за историјата на театарот и за еден минат период
кој секако не запира тука, одиме понатака. Дали може би имате поттик за пишување на монографија за други театри? Некои други идеи? Морам да ви кажам дека ова беше специјален момент за мене, бидејќи растев со Битолскиот театар, поради околностите што претходно ги споменав. И кога стигна поканата и можноста да пишувам за Битолскиот народен театар, се разбира, не можев да одбијам. Не работам на други монографии во моментов, но се разбира мојот примарен научен интерес за театарот во Македонија и за македонската драма и книжевност воопшто не престанува и скоро, например, пред само 3 седмици во Солун беше организирана една важна конференција за интербалканска платформа за изведувачки уметности, каде што имав можност да направам презентација на театарскиот живот во Македонија, зборувајќи за она што е најново во македонската продукција. Така што, знаете, таква е нашата научна и истражувачка работа не престанува. Апсолутно е така. Јас ви посакувам и понатака да не престане инспирацијата за пишување и за творење. За крај би сакала да ве прашам каде можат гледачите да ја купат оваа монографија? Ова е издание на самиот театар и мислам дека тоа ќе биде достапно во сите библиотеки и во Македонија. Самиот театар ќе организира дистрибуција. Јас не можам точно да кажам точно каде се ќе може да се купи евентуално оваа монографија, но верувам дека театарот ќе најде начин да ја направи достапна за јавност. Многу ви благодарам, професоре Додовски, за овој разговор. Ви благодарам и вам за поканата. Ми беше задоволство. Почитувани гледачи, го завршуваме и овој неделен микс исполнет со култура, како што спомнав, навистина разговори кои што можат само да ни инспирираат, а јас секако ќе ви се заблагодарам вам и на колегите кои што учествуваа во креирањето на оваа емисија, што бевте и вие како гледачи секако дел и од ова издание. Убав остаток од денот, до следното видување. Пријатно!